Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе разговараме на една тема која што е доста актуелна, но и доста битна и верувам дека сите треба поединечно да знаат многу повеќе за тема кој што моментално знаат. Мислам, нормално верувам дека има луѓе кои што повеќе се информирани од мене, но нели. Оно што јас го знам, сакам да го споделам со вас. Значи денес ќе разговараме за Bitcoin ETFs, каков тип на ETFs постојат до сега и зошто истите се толку битни во однос на Bitcoin и инвестмент сферата. Значи Bitcoin ETF само по себе, како што можеме да видиме, представува Exchange Traded Funds. Значи користам информација од Investopedia, како што ви реков и вас. Значи истата, иако е само на англиски, многу од оние поими кои што не ви се познати, во детали може да ги најдете на оваа страна, значи investopedia.com. Затоа и ви реков, слободно користите таа страна, има многу позитивни информации за се што не ви е јасно, посебно кога разговараме нешто, да речеме, на самото видео. Ова многу лесно може да го преведете на македонски, иако нема да биде комплетно, нели, логично, сепак имате соодветен превод за да може да разберете за што разговараме. Значи денес, како што реков, ќе разговараме за Bitcoin Exchange Trading Funds, односно ETF, што уствари представува кога одредено добро или фонд може да биде ставен на exchange, односно да речеме на Nasdaq или на New York Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, ме разбирате? Тоа се ствари оние берзи каде што се тргуваат добра. Во случајот се тргуваат затоа што е практично Exchange Traded Funds уствари представува фондови кои што се држани од една корпорација во случајот кои што ги тргуваат во ваше име. Значи ова не го правите вие директно, ова го прави компанијата каде што сте го купиле, каде што сте ги купиле акциите во ETF-от во ваше име. Со тоа што Bitcoin генерално, значи моментално постојат само futures based ETFs. Односно, значи исто овдека може да го најдете и тоа. Значи ова е дефиницијата што уствари представува точно по дефиниција futures. Значи futures представува договор, значи стандардизиран договор каде што на одредена менувачница, значи две, сега во случај дали се физички или правни лица, зависи од тоа кој, значи соделува во ваквиот договор, заменуваат одредено добро на одреден ден за одредена цена. Во случајов, значи, еден фьючер, фактички една хартија од вредност за фьючерс на биткоин, моментално фьючерс ETFs е 5 биткоин. Со тоа што, значи, идејата е дека треба да се, значи, затоа и ви реков многу пати дека ова станува збор практично малку за лотарија, за коткање. Значи, станува збор за промена на вашиот биткоин шер во иднина, да речеме за 1 месец или за 3 месеца, со одредена цена. Со тоа што, значи, тоа не мора да значи дека цената ќе биде исполнета. Ова е во зависи од тоа колку ќе биде самата цена на биткоин. Но за ова време вас самите хартии од вредност ви се заклучени. Што значи дека во моментот кога ќе дојде до промена на вашите хартии од вредност за доларска противвредност, има голема веројатност дека цената нема да се движи во посекуваниот, значи нема да расте, да речеме, и во тој случај ќе бидете во загуба, значи доколку тргувате со фьючерс, со тоа што постојат уште еден таков вид на хартија од вредност во американските берзи, а тоа се нарекуваат options, каде што ви се остава опција сами да одберете дали ќе го промените во однос на цената, дали тоа ви одговара, или пак ќе го задржите и понатаму, ќе ги задржите и понатаму хартиите од вредност. Со тоа што биткоин моментално има само futures ETFs. И значи зошто е толку битно? Значи прво да разбереме која е целта, односно која е поентата на ETF и зошто е толку битен за биткоин. Значи имаме многу компании кои што не сакаат директно да поседуваат биткоин. Тоа е прва работа. Втора работа е, значи самите компании имаат, да речеме, страв дека не ја разбираат технологијата доволно да знаат како да чуваат самата по себе. Или пак сакаат, да речеме, да немаат директен допир до криптовалутите поради можеби законски обструкции. Значи поентата е што за било кој од овие огромни корпорации, компании, држави и слично кои што навистина сакаат да поседуваат одреден биткоин, односно да имаат соделување практично во самиот криптопазар, ова е единствениот начин затоа што биткоин ETF по легален пат им дозволува некој друг да го држи биткоинот во нивно име, затоа што сепак на крајот од денот, значи ова е една структура чисто да видите како изгледа, иако е малку комплицирана. Значи ќе се вратиме само на прв пат на ова наједноставната. Значи поентата што е? Вие сте купувачот. Што значи дека вие не поседувате директно биткоин. Биткоин го поседува во ваше име оној кој што го поседува ETF фондот.
И тој кој што го поседува ETF фондот вас ви дава акции. Значи тоа се акциите кои што вие ги поседувате од целиот фонд кој што уствари е поседуван од ова авторизирано лице или корпорација која што да речеме во противвредност на тоа колку луѓето ќе купат биткоин ETF shares, толку биткоин мора да држат на сопствениот волет. Со тоа што тие го тргуваат биткоинот, а во спротивно луѓето кои што поседуваат или правните лица кои што поседуваат ETF хартии од вредност го заменуваат во одреден ден на одредена цена, значи самиот ETF за противвредност во долари во случајов, затоа што е моментално највеќе застапено во Америка, иако го има и на другите, нели, берзански на другите берзи. Во случајов е најбитно, за жал, најбитно е само што се случува во американските берзи, затоа што зборуваме за најголем капитал, зборуваме за лидер на праксата во светот, во спротивно, доколку Америка го прифати, можеме да очекуваме дека било кој во светот ќе го направи истото, со тоа што сакав само да ви покажам како тоа изгледа. Значи, ова лице го држи биткоинот во ваше име, вие немате директен контакт со биткоинот, а тоа вас ви дава ослободителна рамка, доколку да речеме некои од институциите во Америка сакаат да проверат вашата работа, а вие не сакате да имате криптовалути. И значи или пак стравувате дека не знаете како да ги држите истите во сигурни раце, односно не сте запознаени со технологијата. Со тоа повторно ви дава шанса да учествувате на пазарот, односно да имате удел во криптосферата, а за вас ова лице ги чува, фактички го чува биткоинот на својот волет и го тргува на менувачниците. Во случајов нормално, значи биткоин не се тргува на менувачници, но истиот настапува со вашите ETFs на берзите во ваше име. Сега, ова е основната шема, чисто да видите како прилика изгледа кога вие не поседувате директно биткоин, туку некој друг го поседува ваше име. Затоа и многу е битно да се знае дека овие корпорации, институции и слично кои што купуваат ETF shares, тие не купуваат биткоин, значи мора да го знаете тоа. Што значи дека они само тргуваат со противвредност на цената на биткоин, која што е изразена во овие хартии од вредност кои што ги поседуваат. Што значи дека тие директно не поседуваат биткоин, затоа мора да го разберете дека ETF како таков, Futures ETF не допринесува премногу за пазарот на криптовалутите, со тоа што мораме да не забораваме дека било каква адаптација на било каков сегмент од криптосферата во светот носи, ако не носи да речеме куповна моќ, односно да се купи дел од маркет капот да речеме на биткоин, во исто време носи адаптација, односно повеќе луѓе во светот разбираат што е тоа криптопазар, што е тоа биткоин, што е тоа размена на криптовалути и слично. Значи затоа ETF-от дури како фьючерс има позитивно дејство на целиот криптопазар. Сега, чисто за да видите како изгледа една шема, значи нема да навлегувам во детали, иако малку значи изгледа, нели, деструктивно. Значи вие сте инвеститор, така. Значи реков деструктивно затоа што има куп мали детали кои што нема да ги објаснуваме, само сакам да ви покажам како тоа изгледа. Значи ETF issuer е уствари некој од оние фондови кои што купуваат фактички биткоин во противвредност и истиот го разделуваат во хартии од вредност, наречени ETF shares, кои што понатаму или преку брокери, значи гледате, ова фактички ETF shares се доставуваат или на брокер, односно прво нели мораме да го спомнеме и ова дека имаме неколку тела од кои што SEC е главното тело кое што ги проверува овие ETF фондови и ги одобрува. Значи без одобрение на SEC истите не можат да учествуваат на пазарот. А за истите да учествуваат на пазарот, тие фактички откако ќе добијат одобрение на SEC, имаат свој кликер, така се нарекува, односно тоа е еве на пример како овдека може да видите, значи ова се уствари фондовите кои што аплицирале, но сакам да ви покажам. Еве, на пример, првиот фонд кој што успешно успеа да добие место на берзите е уствари Бито, значи така се нарекува, тоа е фактички кликерот по кој што може да го најдете. Во превод, доколку се наоѓате моментално на њујоршката берза, значи доколку напишете Бито, ќе ми го отвори фактички кликерот на ова корпорација, односно фонд кој што е ETF Futures фонд и во кој што уствари доколку го купите ќе имате хартии од вредност во противвредност на биткоинот кој што овој фонд го држи за вас. Значи ова чисто да ви кажам, имате многу ваков тип на, значи секој од овие различни фондови мора да има свој кликер кој што како таков може да го најдете на Stock Exchange или OTC. Сега,
разликата што е? Stock Exchange е уствари јавно тргувана берза, каде што секој може или директно или преку своји брокери да купи дел, односно да купи хартии од вредност од било што. Компании, во случајот futures, options и слично, со тоа што кога купувате дали лично или купувате преку брокери, вие фактички добивате хартија од вредност која што сепак е држена од самата берза или во случајов провайдер, зависи значи како ги држите самите хартии од вредност. Значи во денешно време многу ретко е тоа кога вие фактички држите актуелна хартија од вредност како што тоа се прави во Македонија се уште, каде што имате договор, фактички писмен договор заверен во, ако не се лажам, беше комисијата од хартија од вредност и истиот го поседувате дома во сеф. Значи денеска тоа е многу подигитално, со тоа што постои уште една опција која што се нарекува OTC или over the counter. Најчесто јавно тргуваните, значи во јавно тргуваните берзи, купувањето иако е големо, тоа се прави јавно затоа што овие луѓе немаат проблем со уривање или билдање на цената на одредено добро кога купуваат. Значи не очекуваат дека ќе предизвикаат одредени манипулации на пазарот. Додека OTC се прави кога некој сака да купи огромна количина, да речеме замислете сака да ја купите 30% од бито ETF futures фондот на биткоин. Значи доколку вие тоа го направите, ќе направите огромен бум на цената, што на долги, да речем на долга трака нема да биде добро. Може да предизвика колапс потоа на цената од која луѓе ќе продадат на пример она што го направиле во профит. Затоа over the counter уствари представува кога наместо да го правите тоа јавно, каде што секој може да ја види самата трансакција на купување и продавање, over the counter уствари представува практично во приватна маса, каде што одредени, тоа е на пример може да биде или директно брокер или може да биде некој представник на самиот ETF фонд, каде што наместо тоа да го прави преку берза, тоа го прави преку OTC, кој што ствари е на некој начин поврзно ткиво, каде што ве поврзува, значи вие уствари се обраќате до OTC на одредена институција или одредена корпорација, каде што истата, тоа на пример го има Binance. Binance има OTC каде што вие можете да купите огромна количина на биткоин без при тоа да направите некоја промена на самиот пазар на биткоин, значи да промените цената. Значи на тој начин вие фактички ја криете вашата трансакција и го правите тоа приватно. Значи тоа е најбитниот момент кој што мора да го разберете за OTC transactions. Значи тоа се двата основни начини на кои што може да се купи како што е во криптопазарот, така и на самиот нормални пазари, нормално берзанските пазари, каде што овие купени уствари ги поседувате се додека не ги продадете во однос на самиот договор за кој што го склучувате, односно после определено време, на определен ден, за определена цена која што вие очекувате дека ќе ја достигне ова дома. Со тоа што може да видите во загуба или во профит во однос на тоа која ќе биде цената на ова добро кој што се тргува во противвредност во хартии од вредност на берзите. Значи, иако малку делува збунувачки, гледате, не се обидов воопште ништо друго да објаснам затоа што може дополнително да ве збуни само. Затоа е многу битно за вас искрено во да го разберете. Значи, може директно преку брокер или пак директно вие доучествувате на Stock Exchange или OTC Counter, со тоа што на тој начин вие купувате хартии од вредност, но не и директно биткоин. Значи, тоа е првото и најбитно што мора да го разберете. Значи, така функционира еден ETF. Сега, во однос на тоа, значи како ETF делува на пазарот, јас овдека ја извадив оваа листа на ETFs кои што се аплицирани до средината на 2021 година. Значи само до 2021 година затоа што ова се сите futures based ETFs кои што се аплицирани за биткоин до сега. И овие два последни кои што се уствари за Ethereum нормално, но сега разговараме исклучиво за биткоин за да видиме како истиот кореспондира на цената на биткоин во минатото. Сега, можеме да видиме дека истите доаѓаат најчесто во бранови. Значи, имаме прв во 2013, потоа имаме некој во 2016, па 2018-19, потоа 2020-2021. Со тоа што, досега е утврдено дека и самите апликации во однос на ETF на биткоин многу позитивно делуваат на пазарот. Само за да ви покажам. Значи, иако овдека имаме една, во тој период имаше повеќе, но ова беше најбитна затоа што истиот е на Winklevoss Brothers, или тоа се уствари собствениците на Gemini криптоменувачницата, која што вас ви е веројатно позната. Значи, тоа е една од најголемите во светот, истата е базирана во Австралија. Она што е битно е дека самите по себе во 2013 година Winklevoss близнаците
сватиле кој е потенцијалот на биткоин и сватиле дека мора да се направи таа конекција помеѓу стандардните пазари и биткоин, па макар и тоа да биде futures или options based ETF. Затоа истите се првите кои што уствари аплицираат, ова е уствари првата званична апликација за биткоин ETF во 1 јули 2013 година. Ајде да видиме што истата направила. Што го се вратиме назад низ пазарот на биткоин, чисто за да видите за како истата делува на цената. Значи, докато го зумираме од 2013 година, јас ги поставив и видов на некој начин како истите допренесуваат на пазарот. Значи, гледайте го ова. 1 јули 2013, значи не заборавајте, не кога била одобрена или одбиена. Битно е кога била аплицирана, значи кога испаднала веста на пазарот дека ќе се аплицира за биткоин ETF. Гледайте што се случило. Че од моментот кога ја поставиле апликацијата биткоин за половина година, значи од јули до декември 2013 година, да видиме колку проценти би добил некој кој што би реагирал само на оваа вест. Сега тоа зборувам до максималниот врв или до 160%. Дури да сте продале некте доле на самата корекција, ви би биле околу 1000% во профит. Ова е само поради тоа што сте биле први што реагирале на идејата дека некој ќе прави биткоин ETF. Значи, идејата што мора да разберете во оваа ситуација е дека криптопазарот моментално има многу мал процент од институции, корпорации кои што финансираат во истиот. Че зборуваме за трилиони долари кои што се уште не се влезени на пазарот. Затоа неколку пати досега сум спомнал и повторно ќе спомнам, се сеќавате кога ви кажав дека кога купувате крипто на Binance пред некој време доаѓаше порака во која што ви пишуваше дека значи ви честитаме, вие сте во првите 5% во светот кои што поседуваат крипто. Замислете, вие сте во првите 5%. Тоа значи дека имаме огромен број на луѓе кои што се уште не финансирале, а овдека станува збор најчесто за корпорации и институции кои што воопште не се ни влезени на пазарот. Значи ова е само спекулација дека може да се одобри одреден ETF, кој што иако истиот бил практично, значи ETF, само да се вратиме на ова што сакам да ви покажам, значи истиот бил одбиен на 26 јули, значи практично истиот месец. Но, ова е уствари новиот, затоа што има неколку пати до сега аплицирано, ова е новиот, но истиот да, во тоа време бил одбиен негде на крајот на летото фактички, со тоа што гледате дека иако бил одбиен, значи самата идеја, значи ова е дополнително оние добри вести кои што доаѓаат да го света пазарот од bear во bull, гледате. Значи точно доаѓаат во тој период. Иако имало околу 5 сите се од јануари до март, негде во прилика извинете, од јули до, значи во самиот средината на самото лето. Значи од јули до септември се првите 5 ETFs кои што се обиделе да бидат фактички да аплицираат пред SEC, иако SEC сите ги има одбиено, значи SEC се сеќавате тоа беше Securities Exchange Commission, која што ствари е надлежна за овие ETFs, односно за одобрување што може и што не може да се тргува на американските берзи. Со тоа што битно е да видиме како истите реагираат, односно како пазарот реагира на вакви вести. Иако има и други позитивни вести, но верувајте ми, ETF е една од најпозитивните вести која што може да се најде во однос на самиот криптопазар. Еве да ги споредиме следните. Значи во 2016 година имаме од 3 до 7 фактички неколку апликации. Еве да се вратиме од 2016 година да видиме. Значи еве јас сум ги ставил јули практично, само да видиме сега. Значи тоа е од значи затоа што прво е месецот, не заборавајте, тоа е значи од март до јули фактички имаме 3 апликации. Значи ова е почетокот фактички, сега ќе направиме март. Значи јули сум го ставил затоа што е 7, а март би било негде поназад, само момент да го означиме и тоа. Значи еве чисто да видите како прилика изгледа. Значи март, еве. Ова се двата блока на апликации кои што биле направени во 2016 година, гледате каде се истите. Точно одма после самиот bear market и одма после овој bull market. Така, 2017. Значи и овдека, доколку сте купиле, кога, еве, не првата, втората, кога, значи втората вест испаднала дека луѓе аплицираат, односно компании аплицираат за ETF, и вие би биле позитивни 3000%. До самиот врв, нормално. Никој нема да направи 3000%, но ono што сакам да ви кажам е дека дури да сте се воделе од самите вести кои што доаѓаат. Значи повторно, имаме 3 апликации во 2016 година кои што се во март и јули и како кореспондирал пазарот, гледате. Точно
прекршувањето помеѓу bear и bull market, исто како во 2013 година. Сега овде ќе имаме еден кој што е аплициран малку порано, претпоставувам дека истиот нели нормално сега тоа не значи дека секогаш ќе имаме масивен памп, дека ќе имаме масивен bull run после тоа, но еве на пример дека имаме во 2018 година имаме 6-7, така, значи 2018 година, значи 6 тоа е јуни и 7. Гледате, значи од 6 до 7 фактички е официјалното дното на bear маркетот. Иако после истиот, гледате, после самата објава повторно имало памп, нормално ова е тој дамп за кој што сите сме запознаени до $3000, но гледате, повторно доколку одзумираме, што се случува? Значи самото дно и во 2019, да не го забравиме тој, значи имаме и во 2019 во мај, значи гледате, мај 2019, јануари, јули 2019, значи гледате, само момент, моја грешка. Значи да, први, јануари и мај 2019 и јули 2018. Значи јули 2018, јануари 2019 и мај 2019. Гледате, го означуваат официјалното дно на bear маркетот. Што имаме по тоа? Повторно. Значи, еве, чисто ви кажувам, само да сте се воделе од вестите за ETF. Значи, од вестите за ETF, вие би биле, еве, да биде во втората, например, би биле позитивни до самиот врв 700%. Со тоа што, како се придржуваме до дното, се повеќе и повеќе апликации имаше во однос на ETF. Значи, имавме следни во 2020 и 2021, значи декември, јануар, февруар, март, фактички од крајот на 2021 па се до април имаме неколку апликации, значи од крајот на 2020-та, тоа е овде, до 2021, значи до негде април. Значи, гледате, во самиот врв на биткоин, овдека дори го означило врвот на биткоин, овие апликации кои што се до април, фактички и мај заклучно на 2021, што представуваше првиот all-time high во тој bull run. Со тоа што, еве, зелената е многу битна, значи затоа што зелената уствари представува конечно прифаќањето на првиот значи биткоин ETF futures на берзите на 19 октомври 2021 година. 19 октомври 2021 година е непосредно пред самиот врв во вториот, значи оној што го имавме втор до 70.000 ран после летото 2021 година, со тоа што гледате, во истиот ден кога тоа се случило, имаме 3 недели позитивни до new all-time high од 70.000. Со тоа што не е само еден, има прифатено околу 8 или 9 биткоин futures, но се уште немаме спот биткоин. Сега, идејата беше јас зошто, например, една од причините поради која што очекував дека наместо да отидеме надоле, ќе имаме вака, затоа што имаше најави дека ќе биде одобрен биткоин спот ETF. Разликата е во тоа што, значи, само да ви покажам сега. Овдека, значи, доколку вие во ETF futures поседувате само хартии од вредност како инвеститор, кои што можете да ги заменувате на одредено време, нели како што рековме, тоа е самиот договор за ETF futures, значи да не повторуваме. Разликата во тоа е што доколку имаме спот ETF на биткоин, тогаш нема да биде тоа само против вредност во хартии од вредност, туку ќе биде директно поседување на биткоин, што значи дека како валута вие официјално ќе имате биткоин кој што ќе биде тргуван директно на берзите. Значи замислете колку ќе биде тоа големо кога било кој од овие ќе биде прифатен. Со тоа што моментално има повеќе од 12 апликанти за биткоин спот ETF, но да не забораваме дека има безброј апликанти кои што досега беа одбиени по не знам колку пати на спот ETF. Сега, идејата беше дека доколку во овој крај на значи оние очекуваат дека до крајот на 2021 година ќе биде одобрен од страна на SEC барем еден спот биткоин ETF. Што тоа доколку се случише, се очекуваше оној последен blow off top до 100.000. Но за жал тоа не се случи. Значи многу од апликациите беа одбиени, се уште се одбиени, за што ќе разговараме во последниот дел од видеото. Оно што сакам да ви кажам е дека верувам, значи во овие 12 моментално кои што се, еве, само да ви покажам сега. На пример, ова е Vanek, тој е еден од најнадежните дека може да го добие. Имаме Valkyrie Investments, ова се значи Stoneridge, ова се само имиња на огромни фондови кои што сакаат да направат спот биткоин ETF. Значи, гледате, имаме многу од нив, значи тоа се вкупно 12, каде што 9-то место мислам дека беше Grayscale, оној за кој што ќе поразговараме на момент, не, подолу, мислам дека го промашив негде,
Да, 13. Значи биле 12, биле 13, там мислам дека тоа е, да, официјално тоа е последниот. Значи имаме 13 официјални предлози кои што се уште очекуваат одобрување од страна на самиот СЕК за тоа дали ќе може да почнат да тргуваат на пазарот, со тоа што Grayscale е многу битен затоа што истиот за разлика од останатите поседува биткоин. Значи, моментално има повеќе од 650.000 биткоини кои што се уствари, значи да објасниме што е Grayscale. Grayscale е фонд. Значи, тој е инвестицијски фонд во кој што луѓе сакаат да инвестираат во одредена ствар, но не сакаат директно да ја држат или директно да тргуваат со истата. Значи, тие инвестираат, но Grayscale го чува тоа во нивно име. На тој начин, повторно, не се директно инволвирани во однос на она што го поседуваат, ако има проблеми, да речеме, од правна природа. Значи, Grayscale го чува во нивно име. Он е нивниот старател, така речено, на средствата кои што ги поседуваат. Со тоа што Grayscale е уште еден од првите големи корпорацијски инвеститори во криптосферата и гледате дека истиот не го продаде, че ова е нова вест, ова е денес вест нова, каде што се уште има на во својата портфолио 650.000 биткоин. Со тоа што истиот, за да може да го искористи овој фонд подобро, сака да го претвори во спот ETF биткоин, значи тикер, и истиот да биде вметнат на самата берза, каде што Grayscale ќе може директно да тргува со овие 650.000 биткоини. Наместо тоа да биде направено приватно, OTC, практично Grayscale е приватен OTC, каде што вие купувате и они ви го чуваат, значи они се ваши старатели во однос на криптосферата. Овдека сакаат да го вметнат целиот овој фонд на берзата, каде што ќе може да го тргуваат во противредност на било што. Разликата е во тоа што претходно, значи овие огромни ETF futures корпорации кои што поседуваат биткоин, не го тргуваат биткоинот. Они само тргуваат со хартии од вредност во противредност на долари. За разлика од тоа дека ќе имате официјално влегување на биткоин на берза. Значи, дали гледате колку е тоа големо? Значи, кога тоа ќе се случи еднаш, веќе тоа е брана која што нема да има враќање. Затоа се верува дека доколку дојде до одобрување, како што беше тоа во октомври 2021 година, на било кој од овие 13 предлози, нормално верувам дека ќе има уште повеќе натаму, значи било кој од овие, ќе имаме масивно коригирање цената нагоре на биткоин во истиот момент. Како што и доколку се вратиме на дневно ниво, можеме да видиме дека денеска е битен ден, затоа што моментално оваа корекција која што ја гледате на биткоин под 20.000 е директно предизвикана поради СЕК, односно низиното одбивање на Grayscale Spot Bitcoin ETF, како што веќе разговаравме. Сега, проблемот во оваа ситуација што е? Значи СЕК, извинете, Grayscale како таков, овој огромен фонд, значи кој што има огромни пари под свое водство, ја има моќта да се бори против ова. Тоа е многу битно во оваа ситуација, затоа што во истиот момент кога, значи на јуни 30 2022 година, во истиот момент кога истите се одбиени од страна на СЕК, тие веќе имаат поднесено петиција до локалниот суд, не знам во која држава е сега моментално каде што истите се базирани, каде што се обидуваат од судот да добијат, значи затоа што ова е веќе втори или трет пат како се одбиени за спот ETF без соодветно образложение, значи сега бараат од самиот суд да даде мислење дали е ова соодветно и откако ќе даде мислење, доколку тоа мислење не им се допадне, ќе поднесат тужба официјално против СЕК и ќе се борат во оваа тужба да докажат дека СЕК нема причина за ваквото одбивање на Grayscale Spot Bitcoin ETF-от и доколку го добијат, погодете што ќе се случи. Но нормално, доколку го земеме претходниот случај на Ripple, во предвид можеме да видиме дека ваквите случаи некогаш траат долго, зборуваме за години долго, но тоа не го менува фактот дека гледаме дека многу од овие огромни корпорации, значи многу се трудат. Значи ова е огромен труд за да добијат она што го очекуваме спот Bitcoin ETF, со тоа што јас верувам дека тоа ќе се случи негде во следна година дена. И доколку било кој од тие биде одбиен, јас ви гарантирам, тоа ќе биде еден од масовните знаци кои што ќе означува или крај или почеток, или крај на берранот, или почеток на официјалниот булран. Значи иако не очекуваме дека само ќе паѓа цената, значи нормално кога ќе почне да се придвижува нагоре, нема да биде како што велат во V, значи тоа не може да се случи, тоа е многу неверојатно, но она што ќе се случи е уствари движење практично хоризонтално
И ова најава, да речеме, на прифаќање на ваквиот Bitcoin Spot ETF би значило ова. Се разбираме? Значи тоа би било фактички почетокот на следниот булран. Значи тоа е доколку се случи, нормално, треба да очекуваме, но било кога и да се случи прифаќање на американските берзи на Spot Bitcoin ETF, може да очекувате дека ќе има многу големи позитивни реперкусии по цената на биткоин, а со тоа и на целиот криптопазар. Затоа што не заборавајте, досегашниот ETF, сите овие ETF-и кои што ги имаме се futures based ETF, значи не постои spot based ETF за биткоин до сега кој што го има на берзите. Замислете кога званично криптовалутите преку биткоин ќе бидат присутни на пазарот. Значи во тој случај веќе легално се дава на сите учесници во пазарите во Америка, а со тоа нормално, знаете како да кажем, кога најголемиот ќе почне да прави нешто, помалите следат. За жал, така оди во светот, значи не оди обратно каде што помалите експериментираат, тоа е многу ретко, како Ел Салвадор, но она што сакам да го кажам е дека во моментот кога Америка ќе го одобри ова, може да очекувате масовна адаптација на целата криптосфера, не само на биткоин. Но не заборавајте дека ова се одолговлекува највеќе поради тие CBDC. Затоа што вие не можете да дозволите приватните сигурни криптовалути да имаат толку голема предност пред вашите државни криптовалути, затоа што во тој случај вие активно сте го убиле вашиот CBDC проект. Со тоа што сте дозволиле веќе да бидат тргувани сите овие криптовалути по берзите, значи вие активно фактички сте го назадиле многу вашиот CBDC проект. Затоа што вие мора прво да покажете дека CBDC е иднината пред да дозволите овие приватните, безбедни и транспарентни крипто технологии да влезат на пазарот, како што нели зборувам масовна адаптација на влезат на пазарот. Затоа и се верува дека во следниот булран ќе имаме прво масовно најавување на CBDCs, дека наводно доаѓаат да не спасат, а второ ќе има и масовна адаптација на целиот криптопазар, затоа што гледате веќе големите корпорации не сакаат да чекаат. Значи Grayscale официјално го најави ова на SEC. Значи ова беше буквално закана од страна на Grayscale дека доколку го одбиете повторно нашиот предлог за Bitcoin Spot ETF, ќе бидете директно тужени. Значи тоа е тоа. И тоа го направија во истиот ден. Во моментот кога беше одбиено нивното парење, веднаш поднесоа поставка пред суд. Што мене ме радува многу, тоа значи дека истите навистина стојат позади криптосферата, иако тоа не го прават поради добри намери, го прават поради профит, но тоа не го менува фактот дека тоа е повторно добро за нас, оние ентузијасти кои што навистина финансираат во оваа сфера и кои што би сакале да видат соодветен профит во однос на истата. Значи, она што сакам да го кажеме дека ќе го следиме и оваа сага, така речено, на Bitcoin Spot ETF и Futures ETF, и ќе следиме што истата може да донесе понатаму за криптопазарот. Затоа што ако се сеќавате, ова е тој момент што ви кажувам дека некогаш фундаменталната анализа на вести и што се случува на пазарите и што се случува во светот генерално е многу побитна од техничката анализа, поради тоа што ваков тип на вести може максимално да го смени целиот тренд на пазарот буквално во еден ден. Во еден момент кога ќе испадне одредена одлука за ваков тип на огромна одлука за криптопазарот, може да очекувате веднаш промена на трендот на целиот криптопазар. Со ова би го завршил денес видеото, се надевам дека беше информативно. Значи, сакав да направам исклучиво видео само за ETF, затоа што е многу битен во однос на оно што можеме да очекуваме во криптопазарот. И верувам дека сега ви е појасно генерално што е ETF и што може истиот да донесе на криптопазарот. Со тоа би го завршил нашето видео денес. Се надевам дека уживавте во материјалот. Нормално, слободно споделете го со било кој што сака да научи нешто повеќе во однос на криптосферата, во однос на сето оно што доаѓа во иднина. И ви благодарам за самата поддршка на самиот канал до сега. Се надевам дека ќе продолжите така и во иднина, иако е bear market, гледам соодветна поддршка од оние кои што навистина сакаат да научат. Затоа и ќе продолжиме да работиме за вас. Ви благодарам уште еднаш за се, имајте добар ден од тимот на CryptoGameG.